Фудбалскиот караван во продукција на Скок почнува на 18 февруари. Евене во Маđари, во метрополата Скопје, на стадионот каде што Вардар јуначки низ тројлигашките пресметки се избори за пласом во првата лига и исто така храбро стигна до тие 17 бодови во есенскиот дел. Овде во Маđари почнува фудбалскиот караван со надпреварот Струга Тримлум. Гостува на Работнички. Продукција Скок ќе се обиде денес да ги покрие трите надпревари кои се играат во Скопје. Работнички Струга Тримлум, да покрие Македонија Ѓорче Петро Шкендија на другиот крај од Скопје, каде што лавовите ја пречекуваат силната Шкендија, и некаде во центарот меѓу овие два стадиони на средината на Чаир, каде што ќе играат Шкупи и Воска Спорт. Сето тоа ќе биде дел од денешниот македонски фудбалски караван од ова наше емитување на YouTube каналот Доргутов. Гледајте не, пресплатете се, бесплатно е. Така ќе ја поддржите нашата продукција на Скок и следете не со македонскиот фудбалски караван од 18 февруари па до 19 мај, завршување на македонскиот фудбалски шампионат. Работнички Струга Тримлум, шампионот актуелниот на Македонија, гостува на стадионот во Маđари. Добро, пријатно време. Овде сме со македонскиот фудбалски караван да видиме што ќе се случува на овој навистина интересен надпревар. Како ќе нисаат овие два тима, пред се Работнички кој така зад кој стои еден силен спонзор, едно звучно име. Па да видиме како тоа ќе се рефлектира врз фудбалерите и нивната игра. На другата страна е на екипа која во есенскиот дел покажа страшно добар квалитет. Струга Тримлум, навистина изворедни игри и според нивните отворени најави Струга атакува на одбрана на шампионската титула, а тоа значи дека и овде на стадионот Маđари ќе оди на освојување на трите бодови. Останува да видиме како сето тоа ќе се одвива на теренот на стадионот Борис Трајковски во Маđари.
Трет стадион од македонскиот фудбалски караван на продукција Скок. Овде сме во Ѓорче Петров. Македонија Ѓорче Петров ги прави последните обиди да дојде до издрнувачки гол. Гостите од Тетово водат со 0:1 со гол постигнат од пенал во првото полувреме. Се играат последните 3-4 минути, се врши притисок врз голот на тетовчани. Може би застанува оној последен решавачки удар за добар, за златен бод и заслужен бод за Македонија Ѓорче Петров, но се уште нема гол. Македонија Ѓорче Петров, Шкендија 0:1, полувреме 0:1 со единствениот гол постигнат од удар од пенал, досудената најстрога казна за гостите. Тој е конечниот резултат. Бодовите патуваат во Тетово. Македонија Ѓорче Петров даде све од себе, фудбалерите добро истрчаа, посебно последните 30 на минути и второто полувреме, но
крајниот епилог е во корист на Шкендија. Македонија Ѓорче Петев, Шкендија 19 коло, прва македонска фудбалска лига, 0:1, полувреме 0:1. Продукција Скок се враќа од третиот стадион од македонскиот фудбалски караван, од Ѓорче Петров, каде што Македонија Ѓорче Петров загуби од Шкендија 0:1. Се знаат и сите резултати од ова 19 коло. Навистина една ситуација уште повеќе заплеткана, посебно кога е во прашање борбата за опстанок. Фаворитите Шкендија и Шкупи победија. Шкупи 3:0 на домашен терен против Воскеспор. Шкендија носи 3 бода од тето од Ѓорче Петров. Струга Тримлум се враќа од стадионот Маџари само со бод 0:0 спрема Работнички, 0:0 со Работнички. Изненадување е секако поразот на Силекс. Новиот шеф на стручниот штаб на Кратовчани, дочерашниот Вардарец не стартуваше славно 0:1 пораз од Струмичка Брера, на која пак овие 3 води се гранде водови во борбата за опстанок. И сепак најдраматично беше во Штип. Брегалница долго време губеше со 0:1 од Тиквеш. Штипјани се исто во таа грчевита борба. Што се случуваше, Брегалница го сврта резултатот со 2 гола во вторите 45 минути, вториот во екстра тајм во судиско продолжување, победи со 2:1 против Тиквеш и значително ја подобрува својата моментална ситуација во таа тепачка за првата лига. Дел од македонскиот фудбалски караван е и напреварот Гостивар Вардар 1:1 по бод за двете екипи. Успех или неуспех, потребна е дополнителна анализа. Вардар беше на добар пат да ги освои 3 бодови. Зошто тоа не се случи, треба да дадат одговор стручниот штаб. Ни става мини анализа. Она што ние го паметиме на Вардар му се повторува во континуитет како некоја магија да е фрлена. И против Воска минатата сезона водевме, не победивме. Во Кавалдарци против Тиквеш играч повеќе наместо да примиме, да дадеме гол, примивме. Со Силекс на стадионот Маџари водство 2:1 со играч повеќе во финишот 2:2. И да не кажувам Гостива втора лига 0:0 со играч повеќе остана 0:0. Не се, Вардар имаше водство 0:1 со голот на Мишковски во 85-та минута. Не успеа да издржат 5 минути. Примивме гол во 90 плюс нешто, 1:1, успех, неуспех. Проценете сами. За мене ќе беше далеку подобро да нанижевме 3 бода. Тоа е за Гостивар Вардар, продолжува тепачката за првата лига, борбата за опстанок, продолжува следниот викенд фудбалскиот караван во продукција на Скок низ следење на првата македонска фудбалска лига.